Ден пред датумот кога трговците мора да ги објават цените на нивните веб страници, реагираат од Сдруженијето на приватни аптеки. Нивното барање е аптеките да бидат иземени од обврската јавно да ги истакнуваат цените на сите производи, како што налага регулативата, бидејќи, како што велат, оваа обврска создава дополнителен административен товар, што го одвлекува вниманието на здравствениот персонал од нивната примарна улога, грижа за пациентите и фармацевската грижа. Сите ние се соочуваме со намален број на фармацевти. На некој начин квалитетот на услуга ќе се намали токму заради тоа што ќе немаме доволно време фармацевтите да одвојат за фармацевската грижа и издавањето на лекови. Ние дефинитивно основната улога ни е не само фондовското издавање, значи ние точно дека имаме одредени додатоци во исхрана кои што се дел од терапијата кај пациентите. Меѓутоа, времето кое што треба да го одвоиме, а немањето на кадар е еден основен проблем кој што ќе се јави во аптеки. Од Министерството за економија и труд ни рекоа дека се подготвени да ги сослушаат сите вклучени страни, но до денес нема никакво барање за средба од Сдруженијето на приватни аптеки. Воедно ве информирам дека измените на Законот за заштита на потрошувачи беа објавени во Службен весник на 4 март 2025 година, а стапија на сила 45 дена по нивното објавување во Службен весник, односно утре петок 18 април 2025 година, зашто сите засегнати страни имаат дополнителен рок да се усогласат со новото законско решение. Од Сдруженијето исто така истакнаа дека аптеките не се класични објекти за продажба на мало, туку институции за примарна здравствена грижа, со лиценциран персонал за здравствена грижа, со диплома од мастер по фармација и фармацевски техничари.